Ке се воведува единствен комуникацијско-информативен систем со европски број за итни повици. Ова беше усвоено на вчерашната 53-та седница на владата на Република Македонија. На денешната пресконференција, владиниот портпарол Миле Бошњаковски истакна дека Центарот за управување со кризи заедно со неколку надлежни министерства треба да најде начин за обезбедување финансиски средства потребни за реализација на оваа активност. Од вчерашната седница дополнително издвојувам дека ја усвоивме информацијата дека е потребно да имаме единствен комуникацијско-информативен систем со единствен европски број за итни повици. Задолжен е Центарот за управување со кризи во наредниот период заедно со неколку надлежни министерства да најде начин за обезбедување на финансиски средства за реализација на оваа идеја. Владата воедно ги задолжи и министрите за проширување на листата на органи во состав на министерствата, односно јавни предпријатија, самостојни органи на државна управа основани од Собранието на Република Македонија, правни лица со јавни овластувања, акционерски друштва во државна сопственост и единиците на локалната самоуправа да ја објават листата со 21 документи и акти на своите веб страници. Многу важно во насока на транспарентноста која што ја покажуваме како влада и која што очекуваме да ја покажуваат сите институции во Република Македонија, ја проширивме листата на институции кои задолжително мора да ги објавуваат листата од 21 документ кој што сметаме дека од интерес на јавноста. Значи, тоа минатата година што го направивме со сите министерства во владата, со сите институции кои што се во владата, генералниот секретаријат, сега го прошируваме на вчерашната одлука. Ова значи дека јавните предпријатија, самостојните органи на државна управа основани од влада на Република Македонија, самостојни органи на државна управа основани од Собранието на Република Македонија, правни лица со јавни овластувања, регулаторни тела основани од Собранието на Република Македонија, акционерски друштва во државна сопственост и единиците на локална самоуправа ќе треба да ги објавуваат листата со овој 21 документ и акти на своите веб страници јавно да бидат достапни за граѓаните и се разбира и за вас медиумите доколку имате потреба од истите. На денешната пресконференција портпаролот Бошњаковски истакна и дека владата очекува чиста препорака за датум за преговори за членство во Европската унија. Сепак тој не откри повеќе детали по вчерашната изјава на премиерот Зоран Заев дека се подготвени за име со географска одредница. Тој посочи и дека владата бара долгорочно решение за дислокација на државниот архив, кое нема да биде на штета на буџетот.